Следната недела владата ќе ги анализира понудите за изградба на клиничка болница Штип, Факултетот за медицински науки и студентскиот дом. Понудите се по објавениот меѓународен повик од страна на Министерството за финансии. Постапката влегува во завршна фаза и наскоро се ќе биде појасно, изјави премиерот Христијан Мицковски. Што се однесува до проектите кои што се поврзани со здравството, знаете дека тие се дел од стратешкото партнерство со Обединетото кралство. Министерството за финансии веќе имаше повик, меѓународен повик, на кој што бараме компанија која што ќе ги финансира тие проекти, а практично гаранција ќе издаде на Ексим банката на Обединетото кралство. Тој повик е завршен, ги имаме понудите и во следната недела веќе ќе ги анализираме. Станува збор за инвестиција во две фази. Првата фаза е клиничката болница во Штип, заедно со Факултетот за медицински науки и студентскиот дом, здравствениот дом со проширена дејност овде во Кичево и реконструкција на клиничката болница во Тетово. А во втора фаза е големиот клинички центар во Скопје. Новата клиничка болница во Штип беше најавена како еден од најголемите здравствени проекти во источниот дел на државата, наменет за над 200.000 жители од регионот. Изградбата започна во 2016 година, а според тогашните најави, објектот требаше да биде завршен до крајот на 2018. Проценетата вредност на градежните работи изнесуваше околу 30 милиони евра, додека со медицинската опрема проектот требаше да достигне околу 56 милиони евра.